Добре дојдовте и во третата лекција од Велдекс Академијата. Денес ќе зборуваме како се дигитализираа парите кои ние ги користиме. Замисли го ова. Некогаш, ако сакаше да купиш нешто, мораше да имаш пари, кеш во твојот џеб. Без нив нема купување. Но денес не ти треба ништо од тоа. Имаш картичка или уште подобро телефон. Едно бип и готово. Но како стигнаме до оваа точка? Како парите кои некогаш биле злато, потоа биле хартија, денес станаа само бројки на екран. Ајде да го отплеткаме малку ова. Од кеш до картички. Тука е почетокот на дигиталната револуција. Во 1950-тите години во Америка луѓето првпат биле запознаени со нешто што денес е секојдневие – кредитната картичка. Таа била создадена за богатите бизнисмени кои сакале да плаќаат лесно, без да носат кеш со себе. Во тоа време тоа звучеше како научна фантастика. Да платиш нешто без вистински пари, да потрошиш, а да не извадиш готовина од џеб. Чудно. Нормално, луѓето на почетокот биле скептични, но времето си го направи своето. Се повеќе компании почнаа да ги прифаќаат картичките. Потоа дојдоа дебитните картички, а потоа и онлайн плаќањата. И така чекор по чекор, кешот почна да исчезнува од секојдневието. Со експанзијата на интернетот и светот на парите никогаш повеќе не е ист. Во 90-тите години кога интернетот се појави се роди една нова идеја. Што ако може да праќаме пари преку интернет исто како што праќаме пораки? И така се појави PayPal. Првпат можеше да му пратиш пари на некој во друга држава само со неколку клика, без да одиш во банка, без формулари, без чекање. Тоа беше револуција. PayPal го смени начинот на кој луѓето гледаа на парите. Одеднаш, парите веќе не беа нешто што го допираш, туку нешто што се движи со светлосна брзина низ интернетот. Со појавата на дигиталните плаќања, банките сакале или не мораа да се прилагодат и така се појавува и банкинг или електронското банкарство. Одеднаш можеш да влезеш во твојата банка преку компјутер или телефон. Замисли, да видиш колку пари имаш, да направиш трансфер, да платиш сметки и сето тоа без редици, без чекање на шалтери и без никакви нервози. Банките сватеа дека иднината не е во хартијата и ушувањето кеш, туку во паметните системи, мобилни апликации и дигитален пристап до парите. И така полека, но сигурно, светот се префарли во дигиталната ера на финансиите. Имаме контаклес плаќања, QR кодови, мобилни апликации или може да се рече дека тоа е новото бип поколение. Денес, речиси сите користиме нешто што пред 20 години би звучело како магија. Apple Pay, Google Pay, Revolut, Wise, крипто апликации и слично. Се што ти треба е мобилен интернет. Во ресторан – бип. Во продавница – бип. Онлайн, само со 2 клика. Повеќе не размислуваш ни каде се твоите пари. Едноставно веруваме дека се некаде таму, во некој систем, некаде во облакот. И што е наинтересното од се? Ова е првпат во историјата кога повеќето пари на планетата не постојат физички. Да, добро слушаш. Над 90% од сите пари во светот се само бројки во базата на податоци. Нема злато како покритие, нема кеш, туку само дигитално запишани вредности на екранот. Дигитализацијата ги поврза сите, но создаде и нови проблеми. Дигитализацијата го направи животот полесен, но и поранлив, затоа што секоја трансакција оди преку посредници, банки, платежни системи и владини институции. Ако утре некој од тие системи одлучи да те блокира, твоите пари се замрзнати. Ако системот падне, не можеш ништо да направиш. Ако има хакерски напад, твоите податоци и средства се на ризик. Со други зборови, и ако парите станаа дигитални, моќта сепак остана во рацете на малкумина. Ти ги користиш, но не ги контролираш. Овој цел процес на дигитализација беше вовед во нешто уште поголемо. Луѓето се навикнаа да користат пари што не ги гледаат, да праќаат пари преку интернет, да имаат апликации наместо паричник во џеб, и кога во 2009 година се појави биткоин, идејата не звучеше лудо. Дигитални пари што не се во банка, што никој не може да ги контролира, луѓето веќе беа подготвени. Се што фалеше беше нешто што нема посредник, нешто што не зависи од банка, не може да се исклучи и не може да се измами.
И токму тоа ја донесе блокчейн технологијата. Ако погледнеме наназад, ќе видиме дека човештвото поминало еден долг пат, од размена на стока до злато, до хартија, до дигитални броеви и секој чекор не носел поблиску до свет каде што парите се само податок. И денес сме на работ на следната еволуција, каде парите не се само дигитални, туку и децентрализирани и луѓето повторно имаат можност да ги контролираат самите. Во следната лекција ќе зборуваме токму за тоа, што е блокчейн технологија, како функционира и зошто оваа технологија е толку револуционерна. Бидете во тек!